кога гледаме една зграда, еден објект, тој зборува за материјалот од кој е направен, за функцијата што ја остварува, но зборува и за времето од кое потекнува. Ако денеска гледаме архитектура која што е лага, која што не е од оној материјал што го презентира, го нема тој простор што го сугерира и не доаѓа од времето од кое што сугерира дека доаѓа, тоа значи дека таа архитектура е лажна. Дали се согласувате да живеете во лага? Ако е ова дел од културата на нашиот народ, дали таа треба да се менува? Дали етноци треба да се промени? Дали сликите на Мазев, Белогаски, Личеновски треба да се префарбаат? Тоа е прашањето што се отвара денес. Зошто згаснаа јавните архитектонски конкурси? Актуелните практикувани форми на тендерско пријавување за архитектонско анкетирање во пошироки рамки е непознато за специјалноста архитектура. Впрочем, на тендер се набавува баран производ, кој секако не е и не може да биде архитектура. Така што, совеста не е исчистена. Се ужаснувам кога ќе слушнам и кога ќе прочитам по медиумиве дека ГТЦ бил комунистички објект. Луѓе мои, ако ГТЦ е комунистички, тогаш Корбузие е најголемиот комуниста во светот. Along the line, nobody forgets his word. The people can't spoil. The many among us scared. Who give it life is but a joke. But you and I, we've been through that. And it's not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. It's all along the watchtower. The princess kept the view. While the woman came and gone. Barefoot servants, barefoot servants. Масовноста е нешто што го сметам за спонтан еден исказ и немам чувство за колку луѓе биле, меѓутоа ја чувствував таа енергија и тоа ми беше доволно. Сметате дека може нешто да допринесе ова за да се спречи? Да не верував немаше да го направам. Но не е работата само да се спречи, работата е да отвориме диалог. Ние мораме да разговараме за овие проблеми. Тоа се проблеми. Ние мораме да се респектираме, да се почитуваме едни со други, за да можеме да продуцираме мудри решенија. Не смееме да го уништуваме ова што ни е вредно.